Македонија е земја на чудата, али се може слободно да не цуне таму кај што не фаќа сонце, нели, уврска со тоа. Ова што нас ни се случува во изминатите 30 години е далеку пред нашата најгрозна фантазија. Ова е како лош сон, како денот на мрмотот со Фреди Кругер во главна улога. Ова е филм во кој се будиме во истиот ден, секој ден, но денот е се полош и полош од претходниот. Ова е како песната на Бора Чорба: Погледај дом свој, анđеле, све сами богаји и просјаци, слепи тумареју гомили, свима су кичму поломолили, од тебе очекују спас. Секој нов ден отвара нова трагедија во која задолжително мора да има барем двајца-тројца политичари. Онака за спотер, оваа земја е без ред, поредок и правила. Дивиот запад е рајска градина за нашава козоебина. Таму барем се знаело кој е бандит, кој е шериф, што би рекло, таму Док Холидеј пукаше по кафани, овдешните Док Холидеј пукаат по собранија, повамо по тамо, се знаело кој е добриот, кој е лошиот, кој е грдиот. Се знаело, секогаш црно-бело, у вестерн филмови се знае кој е добар, кој... Овдека најдолната багра владее со нас, бе. И се прикажуваат сите како светци. Лицем светци, срцем вци. Не дават, не стрижат, не молзат до крв. Меѓу народ сеат несогласие, раздори, да се мрази син со татко, брат со брат. Така е тоа денес, пуштено на најсилно. Во оваа нашава козоебина можеш од обичен смртник без завршено средно училиште со помош на политички ментор за некои 7-8 години да станеш доктор на науки, бе, професор на факултет или измислен вице-премиер во владата со поголема моќ од премиерот. Кој бе рече Артан? Кој рече бе Груби? Ја реков, нема врска. Значи не спомнав ни Артан, ни Груби, спомнав само некој измислен премиер, вице-премиер. Па зарем тоа е и неговата приказна. Стварно, не сум знаел Жими мајка. Па немојте бе луѓе така, па немам стварно, случајно ова се потрефија работиве. Кој Артан бе прашувате? Оној што се гушкаше со син на Мијалков на 27 април додека фрчеа тоа столчињата. Па добро, да. Уште тогаш се биде темната страна на империјата. Ама дај од почеток. Артан беше скромно момче пред 10 години со шишка како Джим Кери, а джегерици како на Джеф Даниелс од филмот Глуп и поглуп. Нема лага, не боже, си има снимка како си седат со Али Ахмети во некоја биртија, Артанчо во некоја сиво-зелено пастирско джемперче, 5 дена небричен, со осмех, што сум дигал рака во вторник. И Али со тоа качакот и широка жута насмевка поради тоа што го нашол најдобриот апрентис или такозвани приправник за лидер на ДУИ. Али како познат марксист-ленинист или така наречен левичар терорист под менторство на најголемиот покровител на планетава Соединените мораше во стилот на Ким Јонг Ун да си најде наследник. И кога виде дека синовите не му ги бива, нели, за политика освен за бизнис, нели, а овој бујарчо е препаметен и само што почна да му паѓа коса, не бива ќелав лидер па да прави глупости котаче, а изад меѓути, нели, почна да прета, да мрда, да не се дава, невзит бейтам почна да смета и Али се реши нормално по долги консултации со Калето да го избере својот наследник од најубавото место. Го зема водачот на навивачката група Балисти, кој се покажа со тепање на македонци на Калето. Така треба, мислам, мора да му се направи вратка за тој чин на милосрдие што го покаже кон македонците. И така почнува метеорскиот лет на Артанчо Дарт Вейдер Груби со волненото джемперче од 5 евра до фенси Гучи патики од 800 евра и нормално 10 на бизнис локации. Но што е фер, не се негови тие локации, на брат му се. И аутата исто не се негови. На овој комшијата се. Он нема ништо, Артан, нема ништо за греота. Голтар, бе, голтар, како и секој лидер во најава.
Како што тргнал и за татко му и мајка му ќе каже дека не се негови. Ништо не е негово. Ништо. И кој ќе се погне у огледало, вика ја, овој не сум мој, овој не сум ја. И да ви кажам, ја би се откажал така да сака императорот Александар Антич од мене ваков никаков македонски глумец да направи најпознат амерички глумец. Мислам дека Калето ќе му учини дури и тоа, само Сашо Тасевски да го пофали дуи во следната епизода од ова шоу, а и јас ќе бидам велма брзо амерички глумец после таа фалба. Па макар и порно глумец. А што да не? И онака цела држава ја пердашат бесплатно, бар ја нешто да опалам за некој долар. И онака Калето се занимава секојдневно со мене, па затоа почнав и емисиите да ги титлувам на англиски јазик. Иако е прилично таа скапа работа, велат од Калето не сме се разбирале, јас сум зборувал македонски, ти англиски, па велам ај да се разбереме, може ќе дадат некој денар за развој на демократијата, мултилингвалноста, северно-македонштината и нашиот јазик. Едини услов било да го немало зборот Македонија во шоуто, а ако ми учи на тоа нели со порново, че нема ни потреба од титул, мислам. Зар ке титлуваме, например, глупост, клај ми го, Саша, клај ми го. Клај ми го, ама зборви ми цели реченици, ко ми го клаваш, ме пали то, клај ми го, изборви ми цели реченици, шубо ми е како се мрдиња, па. Нема потреба тоа да се титлува, мислам. Доволно се разбира и да е на чист македонски јазик, по Блаже Конес. А после си викам, чекај бе, како 30 години се разбирате на албански со колегиве од ДУИ, па ги донесовте до премиер и вице-премиер заедно, а заедно имаат 11% пратеници во парламент. Па тие како наследници на марксисти-ленинисти знаат само руски бе, немаат поиме од англиски. Додуше Бујерчо знае малку турски, таму ја садеше косата. Така Артан Дарт Вейдер груби е донесен за да ја екзекутира републиката и да го згасне секој бунт кај славомакедонците, затоа што зад него стојат Калето и Западот. И тој го кажува оно што Али Ахмети го мисли, отворено вели дека УЧК ја води Македонија и така ќе остане, затоа што Калето знае дека македонците се диво месо и дека ќе си ја предадат државата за 30 сребреници, како Јуда што го предаде Христа. Но за дивото месо во некоја друга епизода. Али е императорот, Артан е Дарт Вейдер, а републиката е во пламен. Колку бунтовници и джедаи ќе се појават во нејзина одбрана, толку подобро. Колку народ ќе застане зад нив, толку подобро. Инаку ќе живееме со темната страна за секогаш. Нашиве сегашни генералчиња слуги на крстарицата не се вредни за помен. Ти отидоа јабана во првата битка, читај избори. Потребно е да се победи темната страна. Императорот и Дарт Вейдер и се друго ќе биде поразено од еден джедај. Затоа собирајте се, браќа джедаи. Вадете кубурите, подмачкајте ги. Треба да се одбрани републиката. Силата нека биде со нас. Шубом ја се мрдиња. Една вечер, синот тинејџер се вратил дома доцна. Татко му го чекал во дневната соба, гледајќи турска серија, во која внукот го одмаздил чишкото кој лежал 10 години затвор за силување на неговата сопруга, која всушност не ја силувал, туку таа доброволно си легнала со адвокатот, а тој подоцна станал уставен судија. Внуков го кокнал уставниот судија. Но, да се вратиме на приказнава. Татково го дочекал синот тинеџер и го поканил да седне да разговараат. Синот се вадел дека нешто му се спие, ама кога видел која серија оди на телевизија, сепак решил да поразговара со татко му кој бил во момент на инспирација. Аве, синко, му рекол. Слушнав, си бегал од часо и го прашал татково. Вие сега, тато, као да ти кажам, не е така као што изгледаве, му рекол синот.
Абе, што не е така како што изгледа, си бегал или не си бегал? Ој татко грмнал во стилот на Јашар, судијата во турската серија. Па, синов му рекол, види сега тато, практично да, теоретски не сум бегал. Како бе, теоретски не си бегал? Газо ти седел на столчето таму или не ти седел? Види бе, тато, па ми седел, па не ми седел, ама не е газот крив? Абе, кој е крив бе тогаш, да ти ебам... Абе, да не е крив Јашар Ефенди бе од Церијава? Не бе, тато бе, не се вадел овој синов. Знам и ја дека не е Јашар крив. Му рекол таткова, не се премутав. Тука и што си бегал. Туку си продавал и марихуана во школскиот двор. Кој? Јас? Почнал овој синов тинеџеров да се вади. Не бе, не ти, туку баба ти продавала. И тогаш татково се фатил за кајшов, земал да го вади. Ама тогаш му текнало дека оваа прва комшика име членка на невладиниот сектор и дека ќе дигне зградата во воздух ако чуе само како го вади кајшов за да го казни синот и му паѓаат тоа панталоните. Би рекол, не дај Боже да види а како го казнувам синов со кајшов, нема од затвор да излезам. Овие NGO-ава што прават. Така се откажал од идејата на превоспитување на синот на стариот, добар, проверен југословенски начин, old school. Продаше ли бе дрога мајмун еден? Ви бе сега, тато. Од прилика така беше, ама па ја не бев крив бе тато. Шо бе не си, и за дрогата не си крив? А кој го затрудне девојчено шо учи со тебе бе суртук? Она со плавата коса од втори влез со тоа ринглите, а? Сигурно и за тоа не си крив. Изгледа и ти безтелесно ко мајка му на Исус, оваа зачнала, не си ја пипнал. И Копилјов така го гледал 10 секунди татко му во очи и смирено му рекол: тато, жими се, нема да ми веруваш, али ја не сум крив. Тогаш татко полудое, се исправил над него ко Господ, го изведил тоа каишот ко Атила бичот Божји што го вадел, мислам, овој Бичов, го дигнал над глава, спремен да го ожеже онака здраво. Па кој е крив бе? Имате ли секс бе? Имавте ли секс? Одговарај сега или ќе ти го поплавам гзот, па ќе мисла дека змија те апнала додека си серел у некоја полјанка издрогиран. Немој тато, аман заман Малиов, имавме секс 3 пати поред. Со кондом ли имавте бе? А? Со што тато? Со што? Малиов онака почутел, ама кајшот му се вртел коласа околу главата. Тато се сетив сега за кондомот. Абе, не го облеков бе тато. Го забореив. Онака. Го забореив бе тато едноставно. Си забораил, а не забораил да го мацнеш мачорот кај другарка ти. А? Одевте до крај. Кај дали одевме тато? Ама која Ој Малиов малце мутав се изгледа се правил, ама кога видел дека ѓаволот ќе однел шегата, му рекол онака со наведната глава: тато, одевте до крај. Па кој бе тогаш крив бе, кретен еден бе? Кој е крив бе? Ти бегаш од школа, ти продаш дрога, ти правиш деца, кој е крив? Последен пат те прашувам. А Малиов чутел, доека на телевизија одело одјавнава шпица на турската серија. И тогаш, пред крај на шпицата, го погледнал татко му со тажни очи на магаренце и му рекол со наивен глас: тато, Русија е крива. Кој? На татко му не му се веруело. Која Русија бе, маму ти ебам? Па Русија бе тато, па Русија и Путин се криви бе. Па нели вице-премиерон Артан Груби бе тато рече дека Русија е за се крива во Македонија. Татко тоа го погледнал, подзинал, си го вратил кајшот у панталоните, се тргнал од него и смирено му рекол: добро бе синко, живеј. Штом Русија е крива, сега ќе му кажеш на тој твој Груби да ти ги оправда часовите, да одлежи затвор за дрогата место тебе, да ти го чува детето до 18 години додека не стане ваков вол како тебе
и да верува дека Русија е крива за говнариите што сте ги направиле и ти и тој. И си се повлекол човекот, у дневна соба си отворил пиво, си продолжил да си ја гледа следната епизода на турската серија, во која еден политичар лопов доби 30 години затвор од судијата Јашар. Ашколсун Африм, Русија била крива. Отвори се земју и голтнине, со се сите лопови професионалци и лажговци, аматери, здраво. Уште пред една година има во мојот стендап дел за дечињата на ДУИ кои не го положиле ФИС тестот за контролори на летање, а чекаат вработување. Нивниот директор бараше од данците кои што ја тестираат пола Европа за контролори, пазете, да го повторат тестот, ама само за дечињава од ДУИ. И тука немаше дискриминација, не, никако. И данците нормално одбија, зашто не седат во скутот на ДУИ. Ама шо има врска, еве го ДУИ пак сите си ги вработи, без тестирање, без школо, до душа сите од нив пријавиле дека го гледале Топ Ган првиот дел, на времето уште. За вториот Маверик не ни слушнале до душа. Уште го немало на торен за да го симнат. Не им се давало пари за у кино, кога можеле нели да го гледаат пиратски онака. На такви ќе им се доверат животите на илјадници луѓе. И после паднал авион со 200 патници, голем ташак, ќе формираат комисија и крив ќе биде кабелот со кој пилотот го полнел телефонот во кабината, иако таков кабел не постои, како што не постои ни фирма што продава легално петарди, ама во овој девети круг на пеколот, наречен Северна, со екс-терористите од ДУИ, поддржани од калето и издудлани од СДС, се е можно. Па и овој наш хорор. Јас тогаш се заебавав токму на оваа тема, нели, како што личи на стендапот, дека ако ги вработат, нема пилот што ќе сака да лета на нашево небо, дека патниците во тек на лет, ако разберат дека контролори се од ДУИ без школо, со падобрани ќе скокаат од 9000 метри, или ќе му влезат у кабината на тој пилотот и ќе му речат: брат, аман заман, немој да слеташ у Скопје, подобро слетај во Херсон или Бахмут, само немој у Скопје, таму сме побезбедни Украина ако слеташ. Мислев, нема шанси да ги вработат. Не би ги вработиле ни во Источен Тимор за контролори кога иде цунамито. Ама излезе дека стендапот е секогаш во право и ја кажува нашата ебена реалност. Ги вработија. Нека име со среќа. Сега ќе гледаат во екраните на радарите, мислејќи се дека се на Гран Туризмо и ние ќе јадеме вечна ја памјат. И пак нема да бидат виновни. Партиски слуги од ДУИ никогаш и за ништо не се виновни. Тој или тие слуги од ДУИ се совршени терминатори, Т-800, не уништив. Ништи се. Ја ништи државата, законите, редот по редокот, правилата, буквално се. Сега повеќе не ни вреди ни она, нека ни е Господ на помош. Господ одамна кренал раце од нас. Си ги имате вие СДС, сами си ги гласавте и не мора бе да летате со авион. Имате, кидете со точак, пешки. Ако знаете да пливат, ќе препливате Атлантски океан, овој Пацифик, све. Возете по новите патишта што ви ги изградија, по автопатот Куманово Охрид, овој Кичево Охрид, топ. Ќе скокате ова дупка од Скоп, хоп, 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 како кози ќе скокате и ќе стигнете до Охрид еден ден, после 3 месеци. И така како што велат босанците, јебо матер своју, ги вработија дунстериве без положен испит и ќе лета некој од овде со авион, сте се запрашале, ќе имате храброст да слетате во Скопје или Охрид, особено кога е лошо времето, кога е магла, па и на суво кога е сонце. Што знае бе контролорот ДУИ што е ветер и магла? Да бе, знае. Тоа е кафана со многу добра скара ветер и магла, да. Седи доволно. Вработен си бе брат, би рекол таче главниот циркузант на овој наш нитро циркус, кај што се гине онака лежерно на спиење. Изненада. Не лажам, спија во автобусите, спија во болницата во Тетово, ќе спијат и во авионите. Шансите да слетате здрави ви се 50-50. Може ќе слетате, а може и не. Мања веча, црвена-црна. Ќе вежбате на покер апаратите на овие фирмите, шо Артанчо Нежниот им даде лиценци да организираат комар, за да го сузбиете стравот.
мања веча, твоја среќа, оп, удрив поп, значи ќе ми пее вечна ја памјат. Ако мавнеш двојче, тогаш животот ти дал двојка. Пардон, не животот, контролорите на животот. Контрола каже, ко лети, а ко слети на нос. Чутите 20 години на самоволието на Дуи и нивната така наречена борба за права на албанците. Викате, шо имам ја врска со нив, бе? Тие си се тама у своје таму атари, матари, јас што ќе се секирам со нив, само што сега ќе плаќате скапа цена со животи. Кога тогаш? А правата си ги добија на зија на вашите права. Со последново вработување на контролориве, конечно ќе го изгубите и правото на живот. И малку ви ја да ви кажам, и си викам, колку треба да ти е докурчено од самоволието на Дуи, да си исплашен, да дадеш оставка од место шеф на контрола на летање. Кој сака да оди во затвор бе невин, ако некој неписмен од Дуи, например, сруши авион со 200 патници? Легендата на југословенското цивилно летање, пилот со неколку десетици илјади часови летање пред лифт, вака ми рече, страв ми е сега, вика, да летам, да идем кај синот у Швајцарија, и кога го праша, чекај бе, викам, како бе, шо ми збориш бе, викам, ти бе, Жоро? Како бе ти е страв да леташ, викам, пилот цел живот, тебе ти е страв да леташ? Ме заебаш! Боже, пази ми, вика, да летам јас, никад више, а ако треба пешки кидам до Швајцарија, ќе го препливам и Ла-Манш ако треба за во Лондон, ако сакам додам на мои години. Ама со овие што не знаат што е летечки коридор со координати, прашање на време е кога на исто место ќе се најдат два авиони на иста висина на ова. Да, мој народе, мои македонци, албанци и други овци, сваќате ли со ќутење до каде дојдовме? А вие што патувате далеку пред секој лет, прашајте се во чии раце се вашите нили животи. Може некој продавач на петарди ви е контролор, не се знае. Може некој до вчера што точел боза, што правил тулумби, може и тој да е контролор. Ке летите наместо нагоре, има да летите на кров, и тоа со фактура. Мислам со фрактура. Мислам со многу фрактури. Ако уопште ве најдат.